зависност од возраста, дали има 10 години, дали има 14, дали има 15, 19, ќе видите специфики. Порака ќе видат, ќе имаат исто така и родителите, како тие да се однесуваат со своите деца, затоа што многу често ние сите, не само вие, ние сите сме родители, многу често сакајќи да направиме најдобро за нашите деца, ние правиме нешто што не е добро. И затоа многу често децата се разочарани, многу често знаат да ги здоболи стомак кога ќе треба да одат на надпревар или кога ќе направат некоја повреда или кога ќе доживеат пораз, те не знаат како да се однесуваат. Вие сте специфична структура. Значи, обичниот човек, обичните луѓе можат да кажат не можам, ладно ми е, тешко ми е, се лизга терено, врне надвор и така натаму. Може би е пак. Меѓутоа, верувај се, не е тој вистинскиот пат. За да станеш врнен спортист, имаш само еден пат. И мораш тој да го пробиш. Секогаш, кога ќе кажеш нешто, дека ти е тешко и не си се изборил со себе и со својот пат, тогаш се враќаш назад. Значи, мора да ги знаеш принципите за постигнување на врвни спортисти. Меѓутоа, тоа не може се одеднаш. Родителите, еве, првиот слайд ќе почнам, за да не се изгубиме во оваа приказа за тоа што реков. Значи, што нуди спорт? Тоа родителите, на порака до родителите, да бидат среќни за своите деца што се запишани на спорт. Дали ќе станат спортисти или не, многу е комплексно. Многу е сложен феномен. Јас имам тоа заборавив да кажам, дека бев врвен спортист, значи бев кошаркарка на времето, имам 6 шампионски титули, бев капитен, играв за нашата национална селекција, 2 пати сум била MVP, така да многу ми е јасно што се случува кај вас кога ќе играте во зависност од возраста, од сите оние, од млади, од детство, од кадетска, од јуниорска и воопшто во клубови. Така да, прво нешто што родителите мора да сватат е дека тоа што нивното дете е на спорт, значи нема подобро нешто. Треба да бидат задоволни што нивното дете секој ден ја спрема торбицата, што нивното дете секој ден мисли што треба да направи, како да јаде, кога да јаде, за разлика од нивните врсници кои што за жал се повеќе се на мобилни телефони или со PlayStation-от и сето тоа ја поремитува целата онаа ситуација. Вие знаете многу добро, кој што сте можеби моја возраст помали или тука никаде, ние на времето игравме надвор. Ние лидери станувавме надвор. Тој што имаше силен шут, тој што имаше брзина, тој што имаше координација, тој беше лидерот и ние такви како лидери, ги бива за физичко, одите на спорт. И ние оттаму, ни мајка ни татко не знаеа дека сме запишани. И оттаму си имаше филтер, кој го бива, кој не го бива и така натаму. Меѓутоа, сите добиваат, затоа што развиваат спортски навики. И верувајте, самообразование, самовоспитание, упарност, истреност ќе падне. Тој мора да стане. Кога ќе падне и ќе стане, тој веќе развива упорност. Тој ги развива правилата на играта, а при тоа ги гради своите психолошки особини, кои што ќе му бидат потребни, значи за целиот живот. Трчат. Мислите трчате први? Не. Така, некој трча брзо, некој поспор. Еве сега да ставам тука две деца и да кажам, ајде нека дојдат тука две деца. Кој са? Еве кој е најпрво. Браво, тоа е самодоверба. Ајде да наплаваме. Значи порака до родителите, ајде ти, значи порака и до родителите и порака до тренерите. Охрабрувајте ги овие деца. Значи, кога ќе направат нешто добро, мотивирајте ги. Браво, супер. Сега, да не остане за тоа само браво, супер, употребувајте така наречена сендвич критика. Значи, браво за двајцата. Сега, ќе почнат да трчат и ќе видиме како трчат. И ако не трчат правилно, ќе му речете. Сега, значи, ногата, кренија и на превучес. Значи, секогаш детето испратете го со позитивна мотивација. Немојте не си добар и он ќе излезе родителот го чека, го гледа. Шо ти е само, целиот несреќа. Значи, а вие родители не го пречувате што ти рече тренер.
кажи што ти кажа, дали некого пофали, како пофали и така натаму. Значи нема потреба од такви работи. Кога оди на англиски, дали седите вие со нив? Кај знаете што учат своите памци? Дали има правилно некој да учи? А кога ќе дојдат на тренинг, вие сите ги гледате тренинзите и сите викате, овие се тоа тренинзите, јас сум присуствувала, вика, гледаш ти вежбите што ги дава овој тренер, вика како циркузански вежби, не се фудбалски. Значи цело време се бркаат едни со други, немаат доверба едни во други. А родителите, ако немаат доверба во тренерот, тогаш и децата ќе немаат доверба во тренерот, ќе видите тоа се наставува што може да се случи ако тоа се пренесе на овие вечите. Како се викаш? Благојче Талевски. Колку години имаш? 12 години. Значи, Благојче веќе, кога имаш 12 години, веќе влегуваш во првен спорт. Се што е по 11 и по 12 е период на детство. И период на детство треба поминато да се однесуваме, за разлика не е од после 12, ама ќе видите што и како треба. Сега, Благојче, пази само во бека на овој кабел, добро? Еве, истрчај до таму и врати се. Може? Ајде. Не се колку интелигентно, само пази да не се точиш. Ајде, сега. Ајде. Браво. Гледате колку го прашање? Ме праша? Најбрзо. И тоа е, гледате, кога му кажеш на дете трчај 10 круга. Сега во тие 10 круга, ова дете, кога ќе му кажеш најбрзо, тоа значи најбрзо забрава. Затоа што тој упорно се развива. А има некои течења кои што само што ќе почнат да трча и ќе застанат. И ќе речат да не е можно. Ама ајде, ти како се викаш? Браво, колку години имаш? 14. Ајде, ќе го направиш и ти истото? Најбрзо. Да. Вие од пријат сите брзо трчате и добро трчате. Браво. Браво. Значи, гледате, позитивно дадовме пример за сите други деца. Гледате, они беа денеска најправи. Значи, имаат самодоверба. Децата треба да се учат на самодоверба. И сега вие родителите ќе кажете, како ова дете има толку самодоверба, ова нема толку самодоверба. Како е можно? Две деца дома, два сина дома или ќерки, едното има самодоверба, другото нема самодоверба. Значи, самодовербата потекнува од сигурност и комуникацијата меѓу родителите. Значи, колку повеќе бушкање, колку повеќе љубов има, колку повеќе разговори и така натаму, значи, повеќе ги имаат самодоверба. Дека крене рака кој го сака најмногу на свет фудбал. Кој што живее за фудбал. Не се плаши, крени рака. Значи, гледайте кој ќе ве праша некој. И сега вака. Види вака. Никогаш немој да се плашиш. Развиј самодоверба. Јас. Значи, тоа треба да го надминете. Или, например, како се викаш? Браво, Давор. Ти како се викаш? Како? Не те слушам? Горјан. Ти како? Од денеска натаму сега. Тројцата ги праша. Од денес натаму, кога ќе ве праша некој како се вика, ќе кажете Ленча. Силно кажи. Не Ленча. Значи силно слушни си го името. Како се викаш? Марко. Крале Марко Пузов прилеп. Ти како се викаш? Борјан. Ти? Пак? Кирил. Ај, така е. Ти? Горјан. Ти? Така е. Значи, гледате, тоа е таа самодоверба која што треба да ја качат децата. Оставете ги нека кажат, нека зборат, нека си го слушнат својот глас. А тие кога ќе излезат на терен, тој по фацата се познава дека тоа е неговиот живот. Тој едва чека да излезе. И се гледа по неговата фацијална експресија, се гледа по телото. Значи, какво дете ви доаѓа? Како се добре? И затоа реков, од дома почнува се, а после тоа тренерите не ги сега треба да продолжат тој пат на педагози, на едукатори.
за да развија добра личност. Техничка подготовка, исто е психологија. Знаете кај се, знаете техниката кај се создава? Тука. Секој ден нешто го прави, значи не можеш да го направиш ако не биде тука. Значи гледате, тука се создава техниката. И што се случува? Учиш техника, учиш, после може да дојде некој да речеш погрешна техника. Знаете што значи погрешна техника? Многу тешко. После од тука треба тука да се направи некој таков стереотип, моторички навика, затоа викат најдобрите тренери се најмали. Затоа што правилно учење на техниката значи после интелигентни решенија. Ама вие сте сега тука помалечки, 15, видите, имате време за учење на техника. А ќе ви кажам после, која возраст, што треба да развива. Ако рековме 10-11, тука е период на детство, значи тука родителите и тренерите заедно треба да бидат партнери со детето, значи треба изигра, треба забава, треба да го задржиш детето, во клубот, да му изградиш припадност во клубот. Вика, немаме идентитет, немаме ние никој не пее националната химна, па нема да е. Знаете зашто нема да е пее? Затоа што не се научени на дисциплина. Затоа што припадноста се гради прво во семејството, дека тука ти си, дека ти тука си во семејството. Постоа припадност имаме во клубот, символите на клубот. Јас сум во победа, јас сум во варта, јас значи онака ќе кажуваш тоа, го кажуваш како гордост. После одиш во репрезентација. Јас сум во репрезентација. Значи го обожавам националниот дрес, тоа е светост. Светост да играш за оваа Република Македонија. И затоа што од мали треба да се учат сите да ја знаат химната и сите да ја пеат. Аз да ви кажам, ова не го требам за чака. Бев на 17 луѓе, 19 машки и ми ја дадов химна. Многу ми е гајле дали се македонци, албанци, срби, турци. Еве ви на лист, ова е така, да се научите химна. Да видите како сите се склонија после тоа, да пеја химната и ја научија сите без разлика на етничката припадност. Ама тоа се учи, тоа се поставува, не паѓа од него. Родители, не го правете ова. Детето спортува за вас, за него, не за вас. Вие сте се реализирани како родители. Па вие сте си доктори, не знам, професори сте, различни професори, автомеханичар, водоводжија, не е битно што е, ама ти си реализиран. Оставете детето да си има свој пат, а вие помогнете му да најде свој пат. Охрабрете го, направо, само ако не направиш. Значи, да даде максимум е равно на победа. Детето сака се и греши, а дава максимум, значи не му викај. Не го навредувајте и не го измерувајте за грешките. Направете вашето дете да се чувствува како победник, а еве спортистите све што треба да радат. Значи на физичка, техничка, тактичка, психолошка. Кој имате период од 10 години, како рековте, игра и љубов и техника. 10-11. Тоа е најдобриот период. Да го задржите детето во клубот и да научите да игра. И тоа не си игра, методи, стари, нови, нема стари нови методи, има квалитетни методи. Сега знаете вие забор кога ќе дојдат и викаат на скратен простор, затоа што когнитивниот простор го подобрувате, мислењето, процесот на мислењето го подобрувате. И затоа е тоа. Најдобро, тие тренери и тие родители што имаат са децата од 11 до 14 години, значи се создава најдобрата психичка подготвеност од 11 до 14 години. И така натаму, и така натаму. Зависи од клубот кој што е формиран. Нели, малце сега има специфика во однос на овие сите приватни нели клубови што се случува и слично. Сите плаќаат исто, дали исто треба сите да кандидат, дали исто минути треба да покажуваат. Значи, сето тоа треба да се објасни, затоа што верували или не, значи оставете ги децата да се изборат меѓу себе. Значи, не може ако плаќаш исто си исто да има. Затоа што има филтер. Значи, има и рекреативен спорт кој што таму нема да сите рекреативно ги се бават и кои да се игри. Меѓутоа, оние што сакат да станат врвни спортисти, тие морат да бидат напреди. Може сега нема да играт, ама ќе да следнат напред. Може не следнат, може другиот. Тие треба да научат да се лечеваат своите дети. Видите што се случува прво. И
и без самиот спортист. Не играме на напред. Не без ајде стигнемо да тоа ни сега тоа ги да презвијат напред, не да ни дава шанса. Затоа што не зашто не игра, ни дава шанса 15-20 минути. Полошо не може да биде. Сега ева зашто не игра. Значи, затоа тука да ги научите децата да имаат трпение. Значи, секој тренинг они да даваат максимум. Не може ако даваат максимум, тој да не напредува. Значи, тука да не го зброите. Затоа што има играчи, да, големи играчи, угарни тимови, што мина на шампиони, остава 2 минути на крај. И трчо, и не вика, как игра за 2 минути. 2 минути ти можеш да 4, 4 ти можеш да 6, така не учете. Значи, да се положат, тоа што е проблем. Понатаму, тренерите треба да имаат препораки, кон самите родители, кон спортистите, да ги научат на ферплей, амбиција најдобар, значи најдобар може да создаде страх, треба да развиете победничкиот дух кај самите. Само така ќе направите здрави личности што е основа на целото ова предавање. Значи денеска што ми беше мене коментарот, беше да сватите дека постои ментална сила, дека освен физички тие се спремаат психички. И психичкиот дел е најважен дел зашто се едно со друго врзува. Затоа од денеска натаму, значи вие родители имате трпение, отеклувате ги особините на личноста на самите фудбалери. И се вратам на треба да имаат мотивација. За да имаш добра мотивација, мораш да имаш цел и самодоверба. Значи, како да стигнеш до цел? Прво мораш да веруваш дека си најдобре или не. И да работиш најмногу. Кој ги има двете нека тренера? Значи, да веруваш во себе и да работиш најмногу. Двете мораш да ги имаш. Кој да има едното само? Нека тренера. Значи, крева, да ти искрени се. Значи, запамтете, ако имаш само едно нешто, тогаш ќе останеш пресечен. Ако ги имаш двете, тогаш ќе стигнеш до себе. Тоа си верувам дека сум најдобро. Зашто да не? Од тука тренува се, ама кога ќе почне тренингот, јас тука ќе дадам максимум. И двете работи кога ќе ги спорам, секој тренинг, нема шанса да не стигнеш до себе. И за да имаш успех, ти можеш да имаш желба. Како би рекол, кога ќе дојдеш на терен, кога ќе излезеш, да речеш дека фудбалот е мојот живот, да сакаш да станеш Наташа Андонова или Горан Пандев, затоа што не треба акција, ајде сите на тренинг. Добро, свативте? Благодарам за поканата, навистина неверојатно чувство, затоа што стварно салата беше преполна и веќе можда 1,5 час предавав, а има таков фокус и внимание од најмалите до највозрастните. Знаете, да го задржите вниманието не е лесно, нели во вакви сали, друго е на терен, а друго е овде. Навистина прекрасно чувство и со посебно задоволство дојдов да одржам предавање во градот Прилеп. Предавањето отприлика траеше колку еден спортски надпревар. Да, зависи секогаш, знаете како, ако имате аудиториум, ако имате публика која што ве следи, која што ве впива и која што го применува и на моменти кога ќе поставите прашање, гледате дека тие толку креативно одговараат, тоа за нас предавачите е вистинска храна, дека сме на добар пат и дека сме допреле до нив. Верувам дека според реакциите на публиката, дека на сите им е јасно колку е важна оваа спортска психологија. Па во Македонија колку спортски психолози имаме и дали се доволни на број? Видете, сигурно дека има спортски психолози, не се доволно искористени, можеби овој профил на спортски психолог малку е комплексен, затоа што знаете, морате да бидете во основа психолог, а од друга страна морате да го познавате спортот. Ама да го познавате спортот навистина длабоко со сите оние своји специфики, почнувајќи од методика, техника, тактика, за да ја споите психологијата, па со самата позиција на играчот и да допрете до него за да има ефикасност. Затоа што спортистите сакаат брзи акции и брзи реакции на терен.
спортисти кои што се подготвуваат за Олимписки игри и зимски и некои европски и светски првенства, значи индивидуални спортови, а истовремено работам со женска фудбалска репрезентација, која што мислам дека може да направи навистина сериозни резултати. Во последно време тоа и го покажа. Гледам дека се работи и со тие младите категории и сега вклучувајќи се со оваа репрезентација, нели каде што наш лидер е Наташа Андонова, Гентјана, Ленче, сите тие фудбалерки кои што даваат максимум и го доближија фудбалот и до женските деца. Значи, фудбалот не е само машки, туку и е женски спорт, и тука треба да се вложува. Мислам дека има квалитет и дека сме на добар пат, нели, да се постигнат и тука врвни резултати, затоа што треба девојчињата што повеќе да ги потикнеме на спорт, исто како и момчињата, само така ќе можеме да го искористиме целокупниот тој родов потенцијал, дали се машки или женски. Благодарам за вашето внимание.